Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на Сител 3 телевизија и како што ви најавив уште синоќа, гостим прв пат конечно да го имам во студио во живо Бобан Нонковиќ, дописникот на Мија од Брисел. Бобан, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко, многу е побаво живо, морам да ти кажам. Студио, све директни камери тука ти. Слушај, последната јадачка врска со тебе ми ја стегна Игор Џамбазов. И му викам, дај бе преку Skype јави се, сакаше за слепче, за ово, за она и така натаму некои активности, он што ги исправи. Вика, како Бобан Нонковиќ да бидам, вика. Стана синоним за јавување по Skype. Дали е тоа позитивно или негативно? Па не знам, види сега, малце е зезнато, затоа што, нели, лоша резолуција, не делува телевизично, а сепак ја и ти го искористивме на максимален начин, нешто што мене не ми е јасно зошто телевизиите не го користат. Можат да прават интервјуа со познати личности, фаци, низ цел свет, како што го прават некои големи телевизии, нам најспонтано и најдиректно. Скајпо, знаеш, знае да зезне некогаш, а сега во твојата емисија малце опуштено и може да си дозволи таков, нели, луксус. А од друга страна сме пробували сите и директно во дневник да се уклучуваме некогаш по Skype, кога нема време, кога не можеме све, ама стварно знаело да направи проблеми и заради тоа, освен кога е поопуштена варијанта со тебе, гледаме да го избегнеме во други. Ќе се воздржам од коментари во врска со обидите на Сител Кец да го прави тоа. Можат да го направат, не е тоа страшно, али добро, сепак вестите се поинаков концепт, бара згуснатост, овдека Скајпот и кога ќе ги пуштам, например, гледачи, ќе ми се јави некој од Канада, од Австралија, секогаш е малце поопуштено, никој не брза. Телефонот, знаеш, се е згуснато, овдека се опуштаме. И ти знаеш, и јас колку собирам, па едва чекаме, нели, кога ќе ме вклучиш, да се онака малце испукаме, затоа што не можеш ти, се разбира, ни форматот во дневник или на Мија, каде толку случување има. Не можеш некои работи толку поотворено, а не се толку јавни да ги кажеш ке тебе. Самиот формат на емисијата, самиот ти го дозволуваш тоа и затоа можам тогаш све да испукам, нели? Затоа и едно време многу често се вклучувавме, едно време остававме да се подсобере, па све да се испука. Еве сега конечно и уживо, дури сум тука на... Мене ми е особено задоволство, прво елоквентен си, убаво ги перцепираш работите и знаеш да ги пренесеш. Мене ми е жал што ја не можам да развијам вака мрежа на дописници, барем еднаш неделно, од цел свет да најдам луѓе кои би се потрудиле на ваков начин. Кажи ми, Бобан, впечатоците, животот во Брисел, Европска Унија. Колку години си ти веќе таму? Четврта година или како да на 1 мај официјално 2012 почнав. Значи скоро 2,5 години. 2,5 години ми се виде подолго. Добро. Ја и ти сме и пријатели, па заради тоа што дружбата трпела, па можеби кој ќе се почувствува во отсуството. Можеби. Сакав да те прашам, ти како новинар, еве, често пати знаеш и да правиш компарација. Кажи ми, дојде во Брисел веднаш, тоа е 2012 де факто на некој начин искачањето од големата рецесија. Уште не е излезена официјално Европската Унија, но за прв пат годинава ЕУ, самата, сите 28 земји членки, не се во рецесија. За прв пат се на позитивна нула. Официјално според статистичките бројки. Раст нема, ама барем нема ни пад. Се очекува 0,1 индексен поен, тоа е ништо. Значи буквално е статистичка грешка тоа што се очекува во однос на раст, али во секој случај за прв пат нема да биде ниту еврозоната, ниту Европската Унија, но не сите земји членки. Изненадувачки Словенија останува во рецесија. Кипар годинава, идната се очекува да излезе, за Словенија неизвестно. Значи, све повеќе земјите од блиски до Балканот и земјите поблиски до источниот дел членки на Европската Унија трпат сериозни економски проблеми и загуби економски кои што се должат пред се на пазарот каде што они тачно е ти кога ќе влезеш мала земја, на пример Словенија од Балканот или Хрватска, сега Хрватска е во голема беља економска, на пример супер е кога ќе влезеш во ЕУ достапни фондови, но одеднаш ти добиеш огромен пазар каде што се конкурентни милион други производи. И одеднаш горење, сега не сакам да спомнам фирми или не е битно, али фирми кои што биле доминантни на еден мал пазар, одеднаш се губат во морето таму, каде што има милион други производи, каде што не се доволно конкурентни во однос на другите. Па локалната економија им трпи. Значи, сепак е подобро да си прв на село отколку последен во град.
Значи, а тоа им се случува на овие земји кои што пред се сега, затоа ја споменав Словенија, се случува истото со Хрватска. Хрватска има сериозен економски проблеми таму дури се најавува и можност за одржување предвремени парламентарни избори, иако има редовни идната година. Значи, земјите, Европската унија не е волшебна унија, каде што влегуваш сите проблеми ти се решаваат. Ако влезеш со проблеми, тогаш нема да ти се решат сите. Па што е онда целта? Еве, ја немам никаков проблем. Ние природно припаѓаме во Европа. Балкан е Европа, ние треба да припаѓаме во Европа. Прашање дали треба да влеземе во администрацијата во овој момент. Администрацијата која ја администрира Европската унија, дали е поволна или не поволна. Значи, сакам тоа да правам дистинкција, бидејќи, знаеш, многу лесно не етикетираат и така натаму, но тоа е огромна дистинкција. Успесите, знаеш што не можам да исперцепирам баш најдобро? Успехот или неуспехот на една земја да се припишува на ЕУ или да се припишува на земјата. Значи, извини, ај малце подолго да ти кажам моите впечатоци. Значи, ја не сум нешетано дете, сум видел Велика Британија, сум видел Швајцарија, сум видел Италија и сум видел културно-историски знаменитости, напредок, цивилизацијски фасцинантни работи кои ме одушевуваат, ги респектирам и им се поклонувам. Но не можеш ти Мона Лиза, Да Винчи или не знам Оксфордскиот универзитет да го припишуваш на успех на Европска унија. Бидејќи Европската унија, како што јас ја перцепирам, е една голема администрација која собира пари и дели пари. Прво и основно, кога станува збор за вредностите кои ги носат самите земји членки со себе, кога стануваат дел од унијата, се разбира дека секој ќе ги во моментот на пристапување веќе ги припишува на целото друштво. Затоа што нели сите го сакаме добриот резултат и сите го сакаме убавото нешто да го представиме како заедничко. Но во исто време треба да се свесни и иако тоа не сака да го направи, да ги представи многу негативните разлики, од негативните моменти културно-историски што ги носат со себе редица од земјите што пристапиле до сега и што пристапуваат. Меѓу другото, сега имаш, например, Хрватите, кои што се последна земја членка што влега, нивните европарламентарци покрена иницијатива со која ќе се иако веќе има таква покрената иницијатива на европско ниво за изедначување на комунистичкиот со нацистичкиот режим, но во исто време Хрватите покренуваат еден вид на лустрација. Значи, тоа не може да се направи на европско ниво, но европарламентарците побараа да се осудат виновниците од комунистичките режими кои спроведувале какви низа негативни дела во тој период на територија, меѓу другото и на Хрватска. Но што станува, таму имаше реплики, знаеш, сега Европскиот парламент е многу интересен бидејќи има крајно десни, крајно леви, но им реплицира од типот: а што правиме со независната држава Хрватска која постоеше од 41 до 45 година и каков режим беше тој, зашто вие воопшто не сакате подлабоко да влеземе во тој? Бидејќи, ако се подсетиме сите ние во режимот на Анте Павелич, беше многу вмешана католичката црква. А кога стана збор за католичката црква, таа догма никој не ќе да ја разбие во однос на незиното учество во нацистичкиот режим и помош на нацистичкиот режим и пребегнувањето на голем број на нацистички војници, лидери, команданти. Меѓу другото, што е интересно, иако е дечкото позитивен и према Македонија и све, европратеник е Давор Иво Штиер од Хрватска демократска заедница, чиј дедо е официјален наци командант. Пребеган во Аргентина, Давор е роден таму. И јас сум разговарал со него, дечкото е прекрасен, позитивен за Македонија и све, но тој воопшто, например, сум го прашал, дали не се срамиш ти од тоа нешто? Ја очекував да ми даде многу поискрен одговор, да, ама не го добив тоа. Не го осудувам. Повторно велам, не го осудувам. Така, но неќе да се откаже од своите корени. Например, како пример сакав да го дадам, бидејќи од после парламентарните избори, последните избори за Европскиот парламент, некако имаме се понагласена спротиставеност и осуда на комунистичките режими, но се некако се подзаборава нацизмот поради кој се создаде како антифашистичка коалиција, прво, а потоа за да не се повтори Втората светска војна и се создаде Европската заедница, најпрво нели како заедница, стопанска заедница за трговија со јаглен и челик.
гледам тебе ова најмногу те дојмува, во ред ја ќе те следам тогаш по интервјуто, нема да го водам јас, води го ти, не ми е проблем. Но во исто време, ако тоа беа постулатите на формирањето на Европската заедница, иако други велат тоа требаше да биде заедница за слободна економска зона и размена на добра и луѓе помеѓу државите, а секоја си задржува својот идентитет и така натаму. Пред се политичка независност. Политичка независност. Но денеска имаме сосема друга ситуација. Видоизмената каде се иде на тоа да државите го изгубат својот лик, каде што се идеше на еден друг концепт, но сега и тој концепт им е загрозен, затоа што и основниот концепт антифашистички, да не се повторат повторно големите војни во Европа, бидејќи најкрволочните работи во свет ги создаде Европа, не ги создаде Балканот, Македонија и така натаму, се случија таму и дадоа позитивен пример на светот, еве како ќе го решиме една за секогаш. Еве сега гледаме повторно фашизмот, и тоа не само на локално ниво, во Европската Унија. Што се анализите, еве на подолго време, ние еднаш посветивме една емисија, гледам сакаш уште имаш силни впечатоци за сето тоа. Не, нема проблем. Таква намера, но само по себе дел од темата. Тоа е нешто што стои како црна завеса за се што се случува во Европската Унија во моментов. И што е сега? Па што е сега? Се тргали проблемот на страна, се прават на луди? Не се трга проблемот на страна, него имаш се позасилена, поконцентрирана моќ во таквите крајно десничарски пронацистички партии и кои зафаќаат се поширок лак внатре во Европската Унија. Сега веќе Златна Зора е официјално потврдена нацистичка партија со официјално потврден спонзор кој што е член на Нова демократија, партијата на власт, партијата од која доаѓа актуелниот грчки премиер Антонис Самарас. Официјално признание, значи одеднашка се дознава дека за сите тие такви движења кои потоа се формира политички партии, делуваат, освојуваат голем број гласови и представуваат како страшило од овие земји кон Европската Унија, кон Европската администрација во Брисел. Гледате што се случува ако не ни помагате, ако вие нас не ни давате поише пари, а поголема слобода. Они бараат поише пари, а поголема слобода. Малце се судираат во барањата, но во секој случај ти на пример имаш во Златна Зора официјално ја спонзорира човек кој е дел од раководството на Нова демократија. Јобик во Унгарија сега се обидуваат кои што фашистичка партија, се обидуваат да му најдат линкот од каде се финансира и полека изгледа ќе се дојде до исто така фрапантен податок дека стои за него исто друга политичка. А кој му го бара тоа? Кој го бара тоа? Новинарите или Европската Унија? Европската Унија не им е драго. Прво не им е драго дека фашизмот толку широк замав зема и се појавно е тоа. Ама оно е веќе дел од тој систем, од таа администрација, од таа види, е дел од системот, ама не го води системот. И за среќа така. А кој го води тогаш? Сега ги водат спонзорите на тие партии. Затоа го кажа примеров со Антонис Самарас и спонзорот на Златна Зора. Не. Кој води со Европската Унија сега? Во моментов се уште нели се прво во однос на Европскиот совет кај што се земите членки, Германија ја води целата игра. Всушност Ангела Меркел затоа и го прави сега оној самит во Берлин на 28 овој месец. Утре, заутре. Значи, каде што ќе разговара со лидерите на земјите од Западен Балкан како побрзо да се интегрираат. Оти со Солунската агенда од 2003 година, само земјите од Балканот имаат јасна перспектива, а тоа е членство во Европската Унија. Никој друг, никој остана. Ниту е тоа Украина, ниту е тоа Молдавија, ниту е тоа Грузија или Џорџија, како сакаат да се нарекуваат сега, ниту било кој од тие источни други земји со кои се потпишаме во меѓувреме и договори за асоциација, што не значат ништо. Кај Грузија стана Европска Унија, мајко моја. Добро. Тоа се интереси. И Евровизија, Израел настапува на Евровизија. Парадокси има многу. Ова е како Киро Глигоров на времето, кој најбоljиот негов лапсус кој рече македонско-турските односи, добрососедските односи помеѓу Македонија и Турција. Супер, мене ми се сви. Одма ми се допадна идејата, го поддржав. Човекот беше малце постар, очигледно ги памтеше. Супер, некои други граници. А ова како она дедото кога го прашува внукот, што гледаш фудбал, кој игра? Австрија и Унгарија. Против кого? Шега на страна.
остануваат многу од тие прашања нејасни, кон што колку ќе биде моќта на овие крајно десни партии да влијаат врз севкупната политика на Европската Унија. Од друга страна, сега не знам, ми изгледам сега ја како со ненормални луѓе да разговарам, како бидејќи имам шизофренија. Шизофрена е политиката која гледа сама по себе. Значи, прво, нема внесување, прво што добивме јасен сигнал дека до 2018 или не, до крајот на мандатот на новите парламентарци, новите еврокомесари, тоа е 2019. Нема да има проширување. Али тоа беше јасно. Тоа беше јасно затоа што единствено јас сум разговарал и официјално и неофицијално, бидејќи сум таму, со луѓе високо позиционирани во Унијата. Единствено Македонија е земја која што ако денес, утре или за година, две, почне преговори, може во брз рок, тоа значи 2, 3 до 4 години, да ги заврши и да влезе во Европската Унија. Само Република Македонија. Ниту една друга земја. Црна Гора преговара 2 години. Србија веќе преговара 1 година официјално. Они се најмот се 6-7 години, србите може и 10, од затварање на 35 поглавја кои се преговараат и официјално пристапување кон Унијата. Само Македонија, бидејќи е земја која што има најголем напредок во согласување на собственото со европското законодавство, меѓу другото и заедно со овој пристапен диалог на високо ниво, кој што нели го имаме 2 години со Унијата, која, иако они официјално не го нарекуваат замена, сепак е некаква замена, затоа што држава која 9 години е кандидат, 5 години поред добива позитивни препораки, не може да се држи така на страна. И колку влие во целата приказна што Македонија е една од ретките земји во Европската Унија која покажува позитивен економски раст. Колку тоа игра фактор? Ја вчера имав еден монолог, си одржав, дадов моје мислење, ме интересира. Значи ли тоа нив нешто, генерално, една земја која не е во рецесија, која е во позитива, која води напред, која има економски раст и така. Само моментот што од оваа година за прв пат е поведено и за земјите кандидати, оценување, тоа се нарекува европски семестар за земјите кандидати, за нас уште немаат некој јасен термин како ќе го словат, како ќе го насловат за оценување на економската состојба. Класично економската состојба преку сите параметри за тоа колку е успешна држава. И тука Македонија ќе биде класично доминантна, затоа што ние јасно се гледаат работите, бројките, таму меѓу другото и во оние класични прогнози за состојба на GDP-то, Македонија јасно се покажува дека постојана е. Дали има респект, дали има позитивен одек тоа, дали го перцепира? Во моментов кога праќаме лоши политички сигнали поради делување на различните структури тука, Македонија се обстојува високо само поради својата успешна економска политика. И тоа е јасно. И привлекување странски инвестиции, бидејќи во Европска Унија после влезот во рецесијата 2007 година. Значи, прво нешто што се постави како агенда, тоа е привлекување на инвестиции, збориме инвестиции не од земји блиски до Европа, и од секаде, од секој ќош на светот, со цел да се зајакне европската економија. Македонија го прави тоа најуспешно. Не им е драго, сум го кажал ке тебе претходно во емисија, дека тоа се прави меѓу другото и преку ние слободни, како ги нарекуваат, безцарински економски зони, бидејќи тие како такви, како слободни безцарински зони, не сме да функционираат, иако ги има и во земји членки на Унијата, ги има и Италија, например, но со друг наслов, затоа го викаме ние слободни трговски зони, некако така ги сме ги нарекле. Оние збориш за оние земји безцаринските зони. Сан Марино, како што се Андора. Не, Сан Марино не е член. Не, ти зборам за слободни зони, значи 2 хектара и таму секој што ќе инвестира, гради и државата му дава, нели, 50% му плаќа работници, не знам, му дава без царина, без даноци, без ништо. Само да вработува, тоа официјално извезува тука во Европска Унија. Официјално тоа не сме да постои, ама постои во многу земји членки на Европската Унија, само не е насловено така. Затоа и ќе нас се нарекува слободни трговски зони, мислам се, да не дирекција така нешто. И тоа, например, они го почитуваат и се гледаат резултатите. Нив најголема болка им е економската, финансиска состојба и невработеност. Тоа во Европската Унија ќе нас има нагорен позитивен тренд. И затоа што ние да се сетиме, пред 5 години имавме 33%, сега сме 29 или 28% со тенденција на намалување на невработеност.
И тоа како би им било во позитивно во извештајот кога Македонија би била дел од Европската унија и сега со овие позитивни резултати би бил светол пример дека Апсолутно. Европската унија функционира. Арно ама се во ова ја чувствувам дека и тоа како вака би не примиле во Европската унија, како ни расте успехот во економијата, но нема да се откажат од нивното игнорирање на она што Грција го прави на Македонија. Сменете го името, па тогаш неќам да се расправам. Веќе Јанко, како извини. да имам чувство како да веќе име преку глава дојдено и имаат решено. Решете го тој проблем. Нити веќе чувствувам притисок, сменете го името. Порано како да има тој впечаток го имам. Те молам да објасниме. Да објасни го тоа каква е сега состојбата. Дека притисоците беа многу поголеми врз Македонија да го смени името, идентитетот. Сега го чувствувам повеќе. Не може да бидат притисоците кон Грција, и таа е внатре во друштвото, не може сама да се притиска себе. Од луѓето таму се носат со консензус кога се работи за такви прашања. И Грција не може Какви да се се тие прашања? Не може да се Што е тоа притисне со консензус? Такви прашања. Кои се тоа прашања во однос на проширување? Еве, на пример, исто ќе тебе го кажав претходно. Еврокомесарот не се бираше со консензус, председателот на Европската комисија, што е многу интересно, а тој е неформален премиер на Европската унија, затоа што Еврокомисијата е неформална влада на Европската унија, затоа што секој комесар има позиција земјоделство, економија и така натаму, како секој министер, они го водат на ниво на Брисел, на Европска унија. Значи, за такви прашања, например, нема консензус, има квалификувано мнозинство. За прашањето во однос на проширувањето има се бара консензус. Зашто? Затоа што свесно го направиле тоа, зашто знаат и знаеле и во иднина ќе се случува, има земји членки кои што имаат спорови и кои што не сакаат да дозволат да бидат надгласани како Британија во случајов заедно со Унгарија за изборот на Жан-Клод Јункер за замени наследник на Жозе Мануел Барозо. И затоа они не го дозволат. Извини, сакав да се вратам претходно да ти дадам друг пример. Освен за економија, Македонија... За Јункер само да ми да објасниш како е избран и какви беа реакциите на овие и зошто беа и така натаму. Сега? Okay? Не, да објасни го. Сакам само да ти кажам, освен во однос на успешните економски политики што се водат во Македонија, Македонија е единствен светол пример за општество, за интегрираност на сите заедници во едно општество. Тоа се вика асимилација, интеграција без асимилација. Албанци, роми, срби, бошњаци, власи, сите малцинства во Македонија немаат само добри права, имаат највисоки права што може да ги даде една земја што го нема во ниту една друга земја на Европската унија. Ова е факт кој самите го признаваат. Каде има на друго место? Ромите знаеме дека се население без матична држава кој што ги има во сите земји во Европа, па и во светот. Од каде што ги депортираат? Каде има роми министри? Каде има роми градоначалници? Каде има роми директори? Каде има роми професори? Само во Македонија. Само во Република Македонија. Само единствено. А се уште сме дел од декада 2005-2015 декада на ромите за целосна интеграција и помош за подобрување на правата на ромите. Македонија е најсветол и единствен пример. Албанците како најголема малцинска заедница во Македонија знаеме какви се права имаат. И тоа ние сме единствено мултиетничко општество. Се разбира дека има обиди кои што се поттикнати, можеби ќе дојдеме до тој момент да го објасниме, кои што се поттикнувани со странски интервенции за нарушување на меѓуетнички соживот и така натаму. Да, тоа се прави затоа што пречи некому таквиот систем на делување во Република Македонија, но во секој случај е најуспешен. И за тоа исто сме позитивен пример. И затоа јас прв пат овде кажувам дека Македонија и покрај обидите на Социјалдемократскиот сојуз нема да добие негативен извештај сега во октомври од Европската комисија. Заради овие два параметри. Колку они да се обидуваат да го загорчат политичкиот... Повтори ги двата параметри. Економијата, мултиетничкото општество, интеграција без асимилација, без преседан, најпозитивен. Меркел, францускиот председател, Оланд, самите изјавија. Мултикултурализмот во Европа е мртов. Не Оланд, тоа Саркози го кажа. Саркози. Претходно. Екскюзи муа. Значи, тачно е затоа што они не може да го интегрираат во толку многу милионските земји, каде што меѓу другото мнозинскиот народ е нетрпелив и недобронамерен кон луѓето кои доаѓаат со страна. Ние не сме такви. Така, ние сме луѓе кои што сите ги примаме нели со расширени раце. Овде сме
овде сме коректни и конкретни во делувањето, односот и до давањето на сите права кон сите заедници. А и тука е причината зошто фашизмот се појавува во Европа, а го нема во Македонија. Затоа што го хранеа. Таму го хранеа и нарасна како чудовиште. Ке нас не беше хранет. А зошто го хранеа? Токму за да создава одбојност кај имигрантите да не доаѓаат во тие земји, така? Ти имаш систем на, знаеш ти што прави Грција? Не. Грција е земја која што е најгрозоморна кон имигрантите. Ги качува на бродови, ги качува товар на камиони и ги стоварува во соседните држави. Значи Македонија имаше и официјални бројки, показатели, параметри, дека Македонија сериозен проблем има со порозноста на делови од границата каде што ни прифрлаат нас имигранти кои за жал доаѓаат од кризни подрачја Сирија. Ова го кажуваа гледачи во емисија, тоа официјално го има како податок и во Европската унија се знае. Македонската држава се има пожалено за тоа, затоа што ние ги ловиме. Факт е дека грците ни истураат камиони со азиланти. Истураат секој дневно. Не само на нас, и на Албанија и го прават. Се обидуваат бродчиња кон Турција, упатуваат преку морето, бидејќи последните грчки острови се многу блиску до турското крајбрежје. Тоа го прават постојано. А официјалната политика на Европската унија е прифаќање на емигрантите помош. Поготоа кога доаѓаат од земји Сирија, Либија, кај што официјално се прогласени за кризни региони и ти треба да се однесуваш кон нив како речиси прифатени азиланти, од нивните барања се прифаќаат. А Македонија има бура од реакции затоа што не само што им помага, не само што не ги враќа, за разлика од Брисел, од Белгија, од Европската унија, кај што ни се закануваат за емигрантите, ние ги интегрирам, добиваат и станови. Македонската јавност многу жестоко реагираше. Како сега таа шизофренија? Ние треба да бидеме и по нивните насоки да ги прифаќаме, нели, имигрантите, а од друга страна имигранти кога идат од овде таму, тогаш е проблем и ни се закануваат со укинување на визите. Па стварно е шизофрено, бе, Бобан. Шизофрено е, Јанко, замисли да не го правевме се тоа што ќе ни се случиш. Што ќе ни се случиш? Да не бевме толку позитивен пример. Еве, да не бевме. Што ќе ни се случиш? Ние сме во судир. Ајде, еве да кажеме што ќе ни се случеше. Извини. Еден од власта, од владеачката партија, се уште е активен, и му викам, добро бе, зашто 2001 го правам муабетот со него? Викам, од што се плашиме сега да изреагираме? И вака ми вика, ќе не бомбардираат. Па, чекай малце. Мислам, од што треба да се плашиме? 99-та бомбардирањето на Србија. Так. Меѓу другото, гаѓањето со Томахавк ракети се случува од Егејското море, тие прелетуваат преку Македонија. Година дена претходно преку официјално невладини организации, човекови права, Rights Watch, така натаму, овде се истурат сонди кои ги наведуваат тие ракети. Македонија преплавена со сонди од тогаш. Македонија 2001 има официјална закана за бомбардирање после опсадата на Арачиново. Значи, ние сме држава која што имала реални закани. Трговското ембарго за што беше? За да исчезнеме, за да умреме за јадење, да немаме Со Грција. Да. Грција ако не го воведе. Да. Значи ти држава. А трговското ембарго со Србија? Дали се видело на светов и веков да воведе некој трговско ембарго поради еден смешен спор, заради тоа што го спорам твоето име и трговско ембарго да ги затворам границите. Во исто време од другата страна затворени граници кон Србија заради исто ембарго кон нив, исто така. И Европската унија го дозволи тоа. Не, кршењето го дозволи американците на ембаргото, а Европската унија го дозволи Грција да ги затвори границите за се. Да. Секаков проток на роба и луѓе. Европската унија го дозволи тоа. Да. Ако го дозволела тоа, што мислиш дека се друго би дозволила, да не бевме ние светол пример за сите овие работи што ти ги кажувам. Плюс, да не забораваме, Грција е членка на Северноатлантската договорна организација наречена НАТО. И викаш дека ние живееме со тој дамоклов меч, или ќе играме вака позитивно, или ќе ни се случи Украина? Па, прво, Македонија сама по себе, ако ја видиш територијално, етнички, е Украина на Балканот. Ние сме Украина на Балканот. Она што е истокот на Украина денес, како што се водат жестоки борби, кај нас е западот. Значи, Македонија нема шанси да води автентична државна политика. Она ќе мора да се прилагодува спрема Европа, спрема Америка, спрема малцинства, спрема потребите на сите за некаков мир, а сето тоа ќе го трпиме. Не ли е преку глава
постојано како све ни прават, а ние мораме стратешка цел Европска унија и НАТО. Ни дошло милион пати преку глава. Јас живеам во Брисел, кажувам дека е прекрасно да се живее во земја на членка на Европската унија. Ама чекај, јас се извинувам. Во Белгија се живеело убаво и пред да влезе во Европската унија. Во Италија супер било и пред да влезе во... Не, затоа ти велам. Европската унија и друштвото во тие држави е убаво. Добро. Но, во исто време, тие не ти дозволуваат членство, затоа што нивниот другар од 81 година Грција, која што е членка на Европската унија 81, за која Маргарет Тачер рече дека не е подготвена и не треба да влезе. Не е подготвена. Грција е најголем блокатор. 86 Шпанија е блокира заради тоа што сака да ги земе сите фондови во тој период за поморство, рибарство и во однос на морски работи. Ги блокира 2004 9 земји да влезат во Европска унија требаше, во целиот пакет ги блокира со услов Кипар да биде 10-та. Кипар не исполнуваше ниту единствен услов кој денеска Косово го исполнува, например. Бидејќи Кипар е држава со поделена територија со ЮН, Обединените нации, војници на незина територија. Кипар е, како да ти кажам, Кипар не е држава. Таа е членка на Грција, услови. Или сите 10, или ни едно од овие 9. Алал да име. Па тоа го прават. Па значи успешни се. Тогаш не можеме, ние можеме да се справиме со ЕУ, можеме со USA, ама не можеме со Грција. Не, ние не се справуваме, него ние со добрите политики успеаме да се самоодржиме за да не дозволиме да бидеме прегазени. Ако не се воде овие политики, ние ќе бевме буквално прегазени. Затоа што ти гледаш што све ти прави таа Грција, што ти правела изминатиот период и што би ти правела да не си доволно силен, моќен и паметен да не дозволиш. Иначе каде би го нашле одговорот како една земја која ќе земе 300 милиарди и не ги враќа и понатаму 300 уште 300 и требаат, околу 600 милиарди се потребни на Грција за да и ќе ги дадат. Застане, па мора да ги даде, зашто е членка на еврозоната, се извинувам. Ако Грција излезе од еврозоната, тоа ќе треба да го дава Ирска, Шпанија, Италија, кој ќе го дава? Ствари Германија ќе треба. Сите членки на еврозоната. Сега за среќа Европската унија не е влезена во таа приказна, мислам членките на Европска унија, само членките на еврозоната 18. И тие сега со нивниот европски механизам за стабилност воведен за помош, за директна интервенција во однос на спас на банки, спас на од економски колапс, они ќе ги вбризгуваат парите. Сега, тачно е, исто така, да не биде нефер дека не сме окажале, дека сето тоа се смета како кредит. Да не се лажеме дека Грција ќе ги земе 300 и 300, 600 милиарди долари, евра, и дека тоа ќе помине така, фала видичка, се ние сме добри, сега да живееме нормално. Не. Тоа ќе значи острови, тоа ќе значи целосна приватизација на сите останати државни компании. Немој да мислиме дека ќе биде поинаку. Затоа што не се никој будали. Оној у Германија што работи пекар и кој што си плаќа редовно даноци не е будала. Будала е. Ама не е будала. Ама гледај бре, човече. Ама ти 300 милиарди им земал, не им ги враќа уште 300. Добро, во моментов е. После 10 години неговиот леп ќе се продава во Народос. И тоа ќе биде единствен приоритет. Нема шанси. Добро. Ево, јас ти кажувам, според она што јас го разбирам. Да. Ја извини, малце го спуштам. Добро, не велам јас дека е тоа единствена вистина. Јас ти кажувам она што сум го разговарал, како ми било објаснето. Затоа што не може, there is no free lunch, вика таму. Значи, нема бесплатен ручек. Ама, човек, Бобан, ние за тој free lunch, ја не можам... Ајде, ќе го прекинеме овдека. Ќе го продолжиме разговорот од free lunch. Важи? Океј. Значи, нема сега да разговараме, ќе одиме во економијата на Европската унија. И токму јас ова сакам да го разглобиме. Бесплатниот ручек. Одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Бесплатен ручек, Бобан. Токму тоа е целата поента. Бесплатниот ручек беше синоним на Југославија. Во Југославија затоа е силна носталгијата по Тито, по Југославија. Само во Југославија можеше да имаш бесплатен ручек за оној што не работи, што не заслужува, што нема да мрдне со прстот, он добиваше бесплатен ручек. Истото тоа, истите тие следбеници кои ги слават времињата на неработење, на малку работење, на лошо работење, а редовни плати,
редовно све исплатено. Истото го гледаат денеска во Европската Унија. Бесплатниот ручек постои. Грција е жив пример која денеска јаде бесплатен ручек без да мрдне со прстот. Единствена земја каде што собствениците на дуќаните имаат двократно работно време од 2 до 5 сати иде да ужива, каде што сегде во светот се работи од 8 сабајле до 8 навечер, само они имаат некое комотно работно време и си уживаат во животот, во еклектиката. Земјите во кои најдобро се живее во Европската Унија и во светот, да не ти го отворам сега, го анализирав, значи економист го објави светскиот јавен долг на секоја земја поединечно. Италија, Франција, Британија, Шпанија, Грција, Хрватска, се тоа земји кои ни се златни примери како треба да се живее, кон што да се тежне. Ирска, сите тие земји. Тито Петковски излегуваше на говорници, гледајте го тигарот, лавот на Европската Унија, Ирска граби над... И сега гледам, Ирска 100 милиарди, овие 1000 милиарди, овие 200 милиарди, 300 милиарди. И сега се прашува, успехот и напредокот и добриот живот се базира на задолжување. Некој се ја јаде и днината на собствените деца. Ова се зборови на покојниот Никола Младенов. Иако опозицијата сака да се фали со неговото, нели, дека им бил, Никола Младенов ми беше пријател од детство заедно. И многу работи пречутувам, затоа што не им се во корист. Но ова се општи работи. Никола Младенов беше еден од оние кој викаше, не може некој да јаде пари, да јаде со пари кои неговите внуци ќе ги враќаат. Си ја јадеш и днината на своите деца. Пред паузата ти го кажав, јас мислам истото, дека тоа ќе се враќа и тоа дебело ќе се враќа. Ама Грција не го враќа. Ама ќе го врати. Они мора да ја извлечат за да не пропадне еврото. Извини, истото се случуваше со Југославија. Ми е гајле што ќе биде. Моите родители, родителите наши, не им беше гајле што ќе се случува со мене, со моите деца, со нивните внуци и правнуци. У моментот, кредити без камата, купуј стан, за тоа ќе мислиме после. И после пак некој друг беше крив. Како беше кога сите ни испаштаме до ден денеска заради тоа што криви се американци, криви се марсовци, криви се французи. Во природата на човекот е да не си ја признае вината. Таман работа сите да сме такви да речеме јас сум крив, така ми е, ако ми е. Значи Грција и она што ти го велиш, ти ми го кажуваш дека на Грција ќе се помогне. Целата опозиција се уште нема критика. Еве ќе давале помош 400 евра. Грција воведува социјална помош по 400 евра на социјално загрозените семејства. Инфо Плюс го објавува светол пример, гледај што прават, а за тоа ќе се задолжат уште 5 милиарди. Види сега, грчките инсталации во Македонија се јасни и затоа мора да се представуваат како светли моменти таквите работи, затоа што се влезени од 90 до сега околу 180 милиони долари само за остварување на мрежа, на поддржувачи во медиумите, во политиката и така натаму. Затоа ни се случуваат вакви политички делувања. До година 10 ќе влезат, 5 од Америка, од USA од Америка, а 5 од Source. Добро, интересот на Америка е затоа што сме територијално етнички како држава слична на Украина да го подгреваат. Тоа и затоа си го прават они. Што го прават со помош на вакви инсталации во Република Македонија кои делуваат негативно и контра државните интереси. Фриланч. Грција ќе си го плати тоа што сега го зима. А Италија, а Шпанија, а Франција, кому ќе го плаќа? Исто. Од таму ќе ги земаат парите. Од Германија? Не, сега во моментов се тоа кредити кои што се заеднички на Европската инвестицијска банка, на Европската банка за обнова и развој, на Меѓународниот монетарен фонд, кога збориме за ММФ, тогаш веќе не се работи само за земји членки на Европска унија и Европска унија, туку се работи за Меѓународен монетарен фонд, Светска банка и така натаму. Тоа ќе пристигне за наплата. Не може да не пристигне. Ти можеш да излажеш банката да ја избегнеш 10 години, 15 ако земеш кредит. Еве сега со извршители поинаку се разбира. Но претходно може да се искивираат, пак на крај ќе платиш. Како ќе ги натераат бе? Како ќе платиш? Ти кажав, Грција има ресурси.
Има острови. Ќе си ги даде. Ти реков има се уште за приватизација Ама голем ќе број ти на државни влезе, компании. ама ти влезе фашистичка партија. Па они И тоа- таа ќе рече, кој вас да ви давам острови? Не доаѓа виши национални интереси се тоа грчки. Значи сега се докажува дека спонзор на грчка Златна Зора на фашистичката партија е член на раководство, член на раководство на Нова демократија, која што е владеачка партија, предводена од премиерот Андони Самарас. А ние треба со нив да... Дали мислиш дека во прв момент кога ќе дојде ред за наплата, кога ќе му биде кажано на тој што ќе биде тогаш премиер, ако и ќе доаѓа од коалиција во која сигурно ќе биде Нова демократија или спонзорот на Златна Зора, дека тоа нема да исчезне, нема. Они сега го прават тоа, да, создадена е Златна Зора како притисок. Да се вада дека гледате, може да замислите колку уште ќе расте национал шовинизмот и расизмот и нацизмот. Ние сме супер за разлика од овие. Така е. Но тоа е еден момент свесни се, затоа искачаат работите кои ги спонзорира така натаму. За еден момент да им кажат се завршува, а приказна ај се те гитла по дома, за да не биде поголема белја. Единствената работа која што е чудна во овој момент, а знаеме дека стратешки од интерес се случила, е како Турција влегла во НАТО додека Грција била членка. Тоа значи дека Американскиот интерес тоа преобладал. значи дека Македонија може кога било да влезе ако Америка тоа реално го сака. Затоа ја препорачувам и книгата на Ристо Николски, ако си ја промовирал или онако бил тука ќе тебе не знам. Не, кај Саше Политико ја промовираш. Добро, не е битно. Ке кого бил, јас многу го почитувам него, но реален интерес ако има Америка, ние ќе влеземе, а Грција може да доби на глава и да зборат шпански. Значи, Турција влегла, а знаеме каков е судирот меѓу нив воен. Значи со жртви на Кипар, не се знае кога би се распукале повторно. Што значи она во Букурешт и она настапите на Буш беше Холивуд. Театар се, ја не сакам да звучам контра Запад, контра Америка, таман работа. Но реалноста е таа. Еве нека ми објасни некој како влегла еве Турција у НАТО. Стратешки интерес, чив? На Америка. Значи може. Мене со истава идеја бев дека и тоа го зборев, па дури и вчера го нагласив. Зошто толку е фрустрацијата силна кај опозицијата, зошто не е на власт во Македонија, а зошто оваа власт има и натаму поддршка. Они зошто толку ги молат американците и Европската унија да ја сменат оваа диктаторска власт и да ги убедат, ама овие гледаат, имаат резултат на терен. И затоа им одговараат овие во моментот. Бидејќи во моментов менувањето на името, очигледно, фала Богу, не им е толку значајно на американците да не принудат. Бидејќи по ова испаѓа дека можат. Но од друга страна, прашање е дали Америка се уште има таа моќ како што имаше некој. После Египет, после Либија, после Украина, човек сериозно да се запраша. Која турна Европската унија во сите проблеми Америка? Значи има моќ. Европската унија се води според амерички интерес. Значи, Украина... Да, што викаш, од како започна кризата во Соединетите држави и си ја излегува таму, еве работата... Европската унија да ги вади врелите костени и еве денеска ќе три нешто у Белорусија со Лукашенко, кој што 20 години го винуваат за најголем диктатор, така натаму сега единствен човек за спас кој што ги поврзува оваа власт во Украина и Путин е само Лукашенко. И сега Лукашенко им е човекот кој што сигурно више да ги викнеш сите што не да дадат изјави за него, би рекле, ма он е добар човек, демократ. А 20 години слушаме дека е диктатор, токму заради тоа што Америка се тргна, ги остави да ги вадат врелите костини, сега Европа не знае што да направи. И сега заедно се молат на Лукашенко да го реши проблемот. Можеш да замислиш каков парадокс е тоа? Некако исчезна од главните вести Украина, исчезна од главните вести некако други фокуси настана. Колку е критична Украина за Европската унија и натаму? Критична е затоа што Русија воведе контрасанкции. И сега не може Европската унија... Колку се сериозни тие контрасанкции? Од старт има 100 милиарди евра загуба година за земјите членки на Европската унија. Ама тоа е ситница за Чекај, каква е тоа ситница? Па тие се големи моćни економии, тие нема. Па зашто тогаш Европската унија не каже отворено дека сите пари ќе ги покрие на земјите членки што ги загубат, него викаат ќе ви покриеме нешто. Зашто Европската унија бара од своите земји кандидати кои тргнуваат во процес на пристапување, треба да се согласуваат со европското законодавство, но не мора да делуваат по иста линија. Зашто бара да се придржуваат кон санкциите? Зашто Србија притисна и премиерот Вучич нивни излезе и кажа ние нема да поттикнуваме
фирми да го завземат просторот на фирми од Европската Унија во однос на извоз на храна и прехранбени производи кон Русија, но нема да им забрануваме. Затоа што, чекај, како можеш ти да забраниш на една држава да си тргува, ако тоа право го има? Ме разбираш? Значи, еви, ние имаме, мислам, дека договор за трговија со Русија, некој отворен без царини, така натаму. Зашто да не го правиме тоа? Зашто нашите фирми да не покријат, не знам, еве сега од ресен за јаболка фирмите, целосно го покријат рускиот пазар, затоа што има недостаток на јаболка. Но сега, освен препораката, никој не ја почитува, бидејќи секој си го користи. Еве, ке иде Македонија, ке има форум во Москва. На првиот состанок на министри за надворешни работи на Европската Унија после воведувањето на контрасанкции од Русија, било разговарано како да се искористат земјите кандидати или соседни земји со нивни етикети да извезуваат фирмите од па тоа го зборевме, има гости. Сега, од Италија што иделе маслинки за Русија, ќе се препакуваат тука и ќе се извезуваат. Значи, зашто збориме? Потикнување на што е тоа? На сива економија. А ние тоа да го правиме, ќе ни речат како вие негативни извештаи, како вие ќе пристапувате во Европска Унија. Збориме за влада на Европска Унија. Збориме за министри за надворешни работи. Што треба да заклучиме од ова, господин Треба да Нонковиќ? заклучиме дека секој си го гледа интересот, но во моментов американците им го зачука на европјаните. И затоа сега не знаат како да се излечат од ова, затоа што и они влегува приказната санкција кон Русија и сега они бараат било каква и противзаконска интервенција да направат, само за да си го спасат пазарот. Доаѓа зима. Сум го кажал претходно ке тебе. Што правиме сега, како ќе се грее Европа? Имаш 30%... Ама нема блокада за гасот... Ако нема, па преку Украина доаѓа. Украина, ако се затвори... Ама не е затворен вентилот. Чекај да видиме, сега се уште се преговара. Имаш на неделно ниво два пати неделно се среќава еврокомесарот за енергетика Гинтер Ойтингер кој е германец, рускиот министер за енергетика и украинскиот. Зошто? Па за да го решат спорот, затоа што Русија викаат time is ticking away, вие ако не платите, ќе имате плати па клати. Значи колку ќе платите, толку ќе добиете. Овие немаат пари украинците, тоти се заглавени тотално. А овие не им даваат. Ој викат, чекайте, ние ќе ви даваме уште малце, затоа што сепак имаат и они политички интерес. Русија има интерес да пласира на пазарот на Украина, освен газ и секакви други производи, тоа голем пазар. Ама тоа е битно и за Русија, затоа што огромни средства се тоа за неа. Уште би било лудо додека не почне гасот, оној договор за газ у Кина, тогаш више ќе биде уште поголем проблем. А тој договор што го потпиша и тоа сериозно сега како дамоклов меч. Тоа е крај за Европа, ако Европа не ги реши односите со Русија, ако целосно се пренасмерат. Но Обама им рече, шкрилци, газ ќе ви носиме со бродови. 6 месеци стручни тимови на Европската Унија и американците се обидуваат прво да утврдат како може да дојде тој газ од шкрилци кои што се уште чудени во некаква лабораториска фаза. Ама те молам, Обама кој ќе го каже Америка една, тоа е ако треба од целена ќе се најде нешто, тоа е големата Америка, ние не знам. А и тогаш човек да се запраша зошто воопшто и се закачале со Русија, ако веќе нели тоа било без проблем да зависат од Русија, Германија и европските земји земале газ, ако тоа им се решавало туку така. Па некаде име гасот го имаат и во Северното море, помеѓу Норвешка и Британија и така. А председател на Газпром за Европа е поранешниот германски канцелар Герхард Шредер. Што се случува? Што од ова треба да заклучиме? Секој си го гледа својот интерес. И тоа е можеби една од најпозитивните работи што Македонија ги прави. Си го гледа интересот, не е послушна. Македонија е во моментов земја која води најдобра политика за интересот на своите граѓани. Ти ги кажав примерите позитивни, поради кои не можат да не закачат, сериозно, а можат кога сакаат. И ти кажав политиката во однос на Русија, која што тачно и мене ми беше криво што не отишол нашиот амбасадор УН во ВЦ во моментот кога се гласаше за резолуцијата за Украина, како што го направи тоа српскиот, него ние гласавме за, но во секој случај наш интерес е тоа. Зашто? Например, во случајот со Крим, Македонија нема интерес да го поддржи јавно тоа, затоа што ако тоа ние го поддржиме, утре како ние би негирале, како ние би се спротиставиле кога некој наша територија каде што би се почувствувале мнозинство и реално би биле некоја група малцинска денешна некоја етничка заедница и рече отцепуваме дел на Македонија. Што ќе кажеме ние? Ова не е според правила ако сме го поддржале Крим. Ама ти беше прилично нервозен кога ние изреагиравме така. Па јас и денеска сум нервозен затоа што ние се ставивме колосекот
каде што американците ги ставија голем број земји. Ама сега, кога би гледало до згора на повисока положба, разбираш дека истото нам да ни се случи не би било прифатливо, нели? Бидејќи русите што го направија на Крим, можат утре со истата приказна да го направат и албанците во Западна Македонија. Така? Официјална македонска политика добро е што не го поддржат. Иако мене би било криво што не бевме неутрални, за да не испаднеме толку наведнати со главата пред американците. Све слушаме ние, вие само тепете по тилото, не ни давајте ништо. Нашиот стратешки партнер, кој што реално не ни донел ништо освен проблеми. 2001 е доказ за тоа. За жал нашиот најголем стратешки партнер, по последните информации кои ги објавија медиумите, за до година планира 5 милиони долари помош, која нема да ја даде ни за индустрија, ни за земјоделие, ни за инфраструктура, ни за социјала, ни за медицина, туку ќе ги даде во граѓанскиот сектор, поточно на НВО-ата и на опозицијските медиуми. За слобода на медиумите. Па, повторно се враќаме на оно што ти кажав, кога држава има светол пример во однос на делување економско и општествено. Тогаш ти ја циљаш негде каде што реално не може да се види проблемот, али ти можеш секогаш да го посочиш и да речеш да постои. Тоа и го прават сега и на Србија затоа што не ќе да ги воведе санкциите кон Русија. А затоа Дневник беше многу и напаѓан кога ги објави статистиките дека на пример Шведска, Ирска напади врз хомосексуалци, силување и така натаму во процент. Тоа е факт. И они го објавуваат тоа, таму има медиуми никој не го крие таму. Кој го објавуваат. Овде се крие. Не, нешто се крие, овде не се крие ништо, него овде тие сајтови кои што се или медиуми или како сакаш НВО наречи ги, кои што делуваат со такви пари, кои што јас се чудам како можат уопште да ги примаат, ја не би ги примал да сум на нивно место, ако има мало чувство на одговорност кон оваа држава како граѓанин, кој би сакал неговите деца да растат тука и да бидат самостојни во размислувањето и да има држава која што делува самостојно. Бобан, дали Македонија во моментов на страна можеме да бидеме како и секој, еден навива за Милан, друг за Јувентус, нема врска. Дали ние ја водиме најдобрата можна политика во врска со Европската Унија и воопшто нашето позиционирање кон целата ситуација, или има работи кои сметаш дека би требало да се променат и така натаму би можеле да се подобрат, или има негативни? Апсолутно. Што е твојот Македонија не води проактивна меѓународна политика. Ние водиме реактивна. Ние секогаш реагираме од кога нешто ќе се случи, па после не знам, и неутрално гледаме секогаш да се дистанцираме од некои работи. Тоа не е добро. Треба сме проактивни, поготово што сме земја која што е нападната. Ние не сме воено нападнати, но сме сериозно нападнати во однос на државноста, идентитетот, суверенитетот. Тоа постои. Кога една држава соседна поготово има према кон тебе намери да те избрише, тоа станува збор за етноцид, да те избрише, но со гумичка за среќа за сега, од постоење како идентитет, тоа не е за африканци. Етноцид. Во секој случај, тоа не е, затоа секој што треба да го имаме во делувањето. Ги спомна 5 милиони долари од USAID, односно тоа е од државна америчка администрација за помош на наредна кој што ќе влезат во НГО. Ти ја спомнав Украина. Македонија е земја која етнички, територијално, не зборам во големина, но кога ќе поделиш свега, највише наликува на Украина. Значи тука најлесно, видовме 2001 може да се создаде етнички проблем кој што може да букне во, не дај Боже, војна, проблеми. Гледаш за пар месеци го создава. Случајот Монструм, колку е лесно да се направи нешто. И видовме кои структури се појавија таму, и видовме политички како делуваат, НГО, нивни представници се најдоа таму како тоа се сите луѓе, меѓу другото да не забораваме, кои работеле или работат во амбасади на земји членки на Европската унија во Република Македонија, кои работеле или работат на Бонстил, и кои што примале или примат се уште пари од овие такви организации за помош, не знам, за развој на медиуми, демократско општество, креирање и така натаму, што е најголема лага. Што е најголема лага. Велам најголема лага затоа што, кажи ми, во Македонија кому и како му е забрането да известува кога станува збор за слобода на медиуми. Ние имаме плејада, низа на новинари, така наречени новинари, представници у медиуми, значи електронски, пишани, фејсбуци, социјални мрежи и така натаму, каде што луѓе на сет глас, со сета слобода објавуваат дека имало
за оглушување на слободата на говор. Па како тогаш тебе сум ти го прочитал тоа и сум ти го видел? Ти со Мирка и со Миленко реагиравте на времето многу бурно. Сега кога гледаш од временска дистанца, која година беше тоа? 2011 септември. 2011. Станавте многу славни, кај многумина ви Не беше тоа изреспектира, намерата да стане. но и многумина ви искритикува. Од една временска дистанца тој настан во кое тогаш известува исклучиво платеници од луѓе блиски до А1 телевизија, целата политичко-партиска структура Се откри таму. после дека тоа криминално делувало целосно таа организација. И таа приказна сега како поминува таму? Од тогаш се нема случајно таков хиринг во Европски парламент каде што ние бевме. Да се си свикаш ти, не знам, од одредено групиче одредени ликови, да си создадеш извештајче кај што ќе кажеш, не знам, X земја нема, слобода на ова не постои више од тогаш. Од тогаш, од вашето такво веќе не се Јас сум 2,5 случи. години, затоа што ја после 6 месеци од тогаш заминав за редовен дописник од Брисел, тоа не се случило. Постојано сум таму. А целта на тоа беше, ете, тие така собрани, само иницијативно, во нивна агенда, да се создаде, да се изваде еден квази официјален Но тоа го извештај. правеле постојано. Постојано го правеле. Ние за среќа тогаш го пресекнавте. дознавме како тоа дело, каде и отидовме Живи ги во фативте. стомакот на зверот да реагираме. Живи ги фативте. Да. Ги фативме живи од тогаш тоа не се случува, не само за Македонија. Тоа се случувало и за Србија, се случувало претходно за Хрватска, се случува за Албанија и така натаму. И после тоа, После тоа вашето више нешто не се нема. дозволуваат групите, оти тоа беше Што организирано испадна- од групата на АЛДЕ, либерал-демократите од Аха, Европскиот парламент, так. познатиот Шаци Маркакис Добро. и уште попознатиот Желјко или Јелко Кацин. Кај се сега тие Никаде, луѓе? никаде. Како тоа никаде? Па така затоа што Што се случи со нив, бидејќи беа светол пример за демократија Не, во беа- кој се беа лажно крстеа? представувани Си за извинувам, те молам, дозволи ми демократски да се искаже. Беа светол пример за демократија, за борба на демократијата во Европа и го ја потикнуваа истата во Македонија. Да. Постојано слушавме од Чекеринска, од ЦДСМ, од Плусинфо, од Геровски, од Либертас и така натаму. Кај се сеа тие светли борци за слобода? Што им направивте? Што им направи? Кај ги заклучи? Јас не ги заклучив нигде, ама нивните кариери кои се биле градени на лажни основи, знаеш како кога градиш куќа без темели се руши лесно, така ли? Што се случи со Па нив? исчезна, не ги изгласа. Шаци Маркакис беше избран како либерал-демократ во Германија, во еден реон во Германија кај што живеат голем број на луѓе од нашиот јужен сосед, таму доселеници. Таму не се кандидираше на Крит, у Грци. И не доби човек. Не доби затоа што ни самите Грци, иако он се искина сто парачевли да каже дека ќе бара да се забрани Македонија за секогаш да влезе во Европска унија, да нема Македонија така, Тоа не го кажуваш? Да, па го кажуваше на овие на предизборието во кампањата за последните А европски опозицијата се уште го збореше како светол пример. Добро, зашто не го збори се уште? Кај им е Кацин? Ајде, сега зашто не Кај е избрани? Кацин? Па каде? Не знам, бе, те Исчезна прашувам. во Словенија. Исчезна. Што се случи со затоа него? што го сватија словенците 23 години лажно на таа приказна он како не знам управата влада нели беше на Словенија како он се борел се изборил, човекот е прво класичен провокатор. Значи тој не е ни реал политичар. Тој е еден провокаторски измет кој што го сварија у Брисел и не ќе да го видат. Од човекот бараше вработување се у Брисел, не ќе да го видат. Значи, зашто не пројде на изборите у Словенија, неговата партија имаше нова Он партија. имаше проблем и Шаци Маркакис и Кацин имаа проблем со нивните докторати, со нивните... Кацин, мислам, нема докторат. Кацин, со нивните- Шаци Маркакис му го одзема докторатот и беше препишан, се докажа официјално. Значи, тоа се луѓе кои што све им било у животот фалсификат. Па меѓу другото и официјалните нивни дипломи, а и делувањето политички, и тоа не проаѓа. Еднаш ќе пројде, два пати не проаѓа. Нигде ги нема. И вие изреагиравте на такви луѓе со платеници од Македонија кои си ја валка, си ја плука, си ја омаловажува собствената земја, а денеска и денеска важите само заради тој храбар ваш настап, важите нели како сте избрукале Македонија и така натаму. А тоа редовно се случувало. Интересно. Добро е што конечно ми дојде Ванце да ги слушнам од ова директно од тебе. Исто, не знам дали сум го кажал претходно, сега знаеш, сега сум во живо и поише имам желба да ги кажам импрезиите. За овие 2,5 години многу други работи се дозна од Брисел од кога сум јас таму, кои што никогаш не сакале да ги пласираат овде. Меѓу другото, дека Македонија
во Interinstitutional Guideline на Европска унија. Тоа се вика меѓуинституционален водич за делување на европските институции, кој што е во Луксембург. Тоа е една книга каде што како ќе условуваш ти као совет, земја или не знам, за било што ќе правиш, таму си има водич. Не може таму секој да се однесува во Европска унија како сака. Дека таму има правило донесено дека кон Република Македонија не смее да се однесуваат никој да се обраќаат со акронимот навредлив ФИРОМ. Он е краткиот. Стои тоа. И јас сум го пронашол и објавил. Стои дека нашиот јазик е македонски, но не Macedonian на латиница во англиски превод, него македонски на латиница, но македонски. Но сепак постои како таков. Македонски. Така? Дека аджективот Macedonија треба да се употребува. Како? Дека аджективот Macedonија на придавката постои. Придавката постои. А упорно не ја употребуваат. И постои МК и МК да кодат. Сите овие 4 работи. 5 години не се употребуваат, се гледаше да се избегнат. Сега, на било кој момент, дали ќе го видам на хартија таму, ја прв реагирам. И викам, извинете, според вас, вие сте го изгласали овој водич 2011, ова не смеете да го спорите. И штама. Добро, ќе го исправат после. Оти, например, МК и МК да кодот нас не е заштитен официјално во Обединетите нации. Нас не е заштитен идентитетот во Обединетите нации. Нас не е заштитен аджективот, значи све што... Чекај, во Обединети нации нигде не можев да ја видам графата македонци. Македонија, македонски. Значи, во графата постои празно за националност. Пази, ова е многу важно. Се идеме 10-та тема, али после ова ќе идеме со реклама. Пишува и на англиски и на француски. Macedonian. Да. Крај. А кој го збори тој македонски јазик? Но, Бугари? графата националност, значи за народот, македонски е празна графата се уште. Тоа... Знаеш што значи тоа, Бобан? Може да впишеш што сакаш. Значи, утре, ако смениш Северна Македонија, Северно македонец таму ќе се впише. Јас се плашам дека Тоа е најголемата дупачка што ни ја прават, а овие што лажат не бе само за името се преговара. Јас се плашам дека Ангела Меркел ни го кажа решението. Ама гледам многу него протолкува. А тоа? Тоа беше во изјавата последна кога рече да го решиме овој спор кој се однесува на името на државата и идентитетот. Значи, она ти вика добро, црвената линија ќе вас ќе биде, вие ќе го заштитите идентитетот, ќе го изгубите името. Се плашам дека тоа е предлогот на Ангела Меркел. И затоа го спомнува така, за после кој... Мислиш дека не е лапсус, мислиш дека е добро смислен? Не кажува германски канцелар, не кажува германски службеник у парламент лапсуса, не германски канцелар. Значи, решението е да го зачуваме идентитетот, да го изгубиме името. Стравувам. Така. Мислам, твоја ти е анализата што ни е пратена. Антиципирам дека во тој нејзин говор, она го дава решението на спорот, кој јас од оваа позиција сметам дека е неприфатлив за нас, затоа што апсолутно знаеме нашите позиции какви се, дека не можам ја да разговарам за моето име со било кого. Но во секој случај се плашам дека е тоа предлог. Мораме да идеме со вториот блок реклами и веднаш потоа продолжуваме. Повторно во живо продолжуваме со Бобан, искрено да ти кажам, многу ми е пријатно да на скајпон ќе го продолжиме, затоа што ти се враќаш. Кога се враќаш? Сега, за 2 дена, 3 дена. Така. Да се вратиме она на почеток што го кажа. Спориме малце потивко у студиото, бидејќи керка му на Бобан спие, он така. Го донесе девојчето, кутра овдека и било интересно, и дадов еден куп играчки и заспа малата. Поздрав до мама да не се секи. Не очекуваш дека ќе ти го направам. Ако слушай, ова е домаќинска, многу ми израдува. Знаеш колку ми беше мило да не ве гледам само на слика. Слушай, ти се враќаш таму, те чека жешка есен. Бајаги. Ке има страшни работи. Украина, Русија, санкциите. Тоа октомври веќе која ќе сега уште е топло и ќе видиме плюс фамозниот извештај или прогрес извештај сега во октомври. Чекај. Има уште една работа. Европа и Америка застана многу зад Босна и Херцеговина, нели? Не знам, помош, геровски, викаш, милиарди ќе им дадат. Последиците од поплавите Србија како држава колку толку ги санира. Оспорно ги санира. Во Босна ситуацијата е ужасна. Значи, селата кои беа поплавени и местата уште немаат пат. Сега е топло и никој не е проблем. Сваќаш и кога е топло, зимоска која ќе биде големата хумана катастрофа,
тогаш ќе биде циркус во Европската унија, а таму ќе се перуваат прстите. Прво кога ги спомнуваш, извини, и Србија и Босна, јас бев на донаторската конференција во Брисел. Добро. А Босна- ги видов резултатите. Босна официјално пријави штета околу 4 милиарди конвертабилни марки, тоа околу 2 милиарди евра. Србија пријави, мислам дека 2-300 милиони помалце. Они добија, Србија 996, Босна 800 и нешто милиони. Кредити. Не помош. Кредити. 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 Значи- Поздрав до опозицијските новинари. Значи кредити, јас бев таму. Добија кредити, може би поповолни него што би ги добиле да бараат за да градат патишта, например. Може би поповолно. Но во секој случај, тоа во тој момент некој погрешно го пренесе токму за да ја представи Европската унија и меѓународната заедница како Спасител. спасител и така Е, натаму. Повторно спин Кредит кој ќе треба цел живот да го... Мислам, и кој не ти покрива ни половина од штетата. ни половина од штетата. Е така. Значи, тоа те чека една работа. Друга работа, многу важна за нас. Зошто ние толку се испотресовме, Бован, по твое размислување, ја немав прилика да викнам никој од политичариве од власта. СДСМ не ги призна резултатите. И рече, значи, фала што не изгласавте на нивните, што ги изгласавте, ама кој ве врти? Ние одлучивме да не идеме у парламент. Значи, Преседан кој не се случува. фала што гласавте за нас, али ние одлучивме да си дрееме у сега. Преседан кој го немало. Океј, пак е нивно право, така? Апсолутно. Така. И на нивните гласачи кои идеа ги гласа, идеа агитира, се бореа за да се позиционираат колку можат повеќе, тоа е све нивно и на нивните партиски активисти. Психолозите велат дека најтешко е да спречиш самоубиец да се самоуби. Најверојатно. Но, зошто сметаш дека власта толку упорно се обидува да ги врати во парламентот? Ако они одлучиле да идат надвор од парламентот, што е тоа толку погубно? Еве, постојано Груевски искача и вика тоа е погубно за Македонија, они работат против Македонија, они работат за негативен извештај и така натаму, иако ти викаш дека нема да биде и што е Не може да биде. Но Не може да биде. интересира твое размислување. Значи, прво, таа структура сега која СДС и која убедливо изгуби избори затоа што се такви какви што се, ја не можам сериозно да ја третирам, иако се прават и се обидува да направат сериозна штета. Мене ми се како оние во автобусот на Кото тамо пева, ако се сеќаваш на филмот, вози Мишко не се знае каде, тумби румби, тата би сине, а не знаат шта би, значи многу ми се мене смешно. Значи на чело со лидерот, па све понатака. И сите политики што ги водат се ретроградни кон самата партија. Осте кон државата. Океј, зошто кон државата е тоа проблем што они не се у парламент? Сега, значи рековме дека Македонија води најпозитивна политика економска, води општествена во однос на интеграција народ, така мултиетничко. Има единствен проблем, тој е политички. Замисли да не е тој. Тоа во декември на самитот на Европскиот совет, пред настаните 24 декември, во 2012 година, беше Грција во најголем ќош од ерана, зашто Македонија беше перфектна во целото досие, меѓу другото и политички. И 10 дена после тој самит се случи оние настани што ги направи СДС, а кои беа поттикнати поради тоа што беа загрижени дека со новиот буџет ќе пропадне државата за 6 месеци. Поминаат 2,5 години. Пропаднатме. Напротив, имаме позитивен напредок. Докажано од Европската унија, не од нас, ја ти Признае тоа да Европската или така, Ставрески. ми ти можеме да ги... Не, Богов и Ставрески се политичари, еве Богов е на Народна банка, ќе речеш можеби не е стручнак, ама Ставрески е политичар, па си штима. Не. Докажано со европските економски прогнози пролет, есен. Го докажал официјален Брисел, не си јас и ти Ставрески. Македонија не пропадна по 7,5. Од тогаш, од кога го направени 24 декември, навака постојано продуцираат кризи. Постојано. За да се држи Македонија на на ниво на ниска политичка култура и политички држава со политички проблем. И демек во Копенхашките критериуми тоа постои како услов. Иако јас ги знам и сум ги кажал каде бе Копенхашките критериуми, може да се толкуваат вака и онака, Грција најмногу не ги спомнува. Но демек држава има еден проблем и тоа скао сериозен, тоа нема политички диалог, нема култура, опозиција излезе на парламент и така натаму. Тоа делува страшно кога ќе го представиш таму. Знаеш, се опозиција
реално се најголемо за жал за сега опозицијска партија и они можат да направат свињарија таква. Но таа свињарија мене на почетокот не ми беше јасно зашто им дозволи власта да биде силен аргумент па и да ги седнат на преговори. Затоа што јас стварно они се така Монти Пајтоновско едно друштво кој што секој потек стварно е за смеење, а не за сериозно толкување или седнување. Тоа е твое лично видување и ја имаш право да се искажеш во емисијава и така. Но што реално се е толку страшно спрема тој извештај нивното невлегување во... Види се. Извештајот, меѓу другото, кога е позитивен, а секогаш е позитивен зашто државата ги исполнува реформите и така натаму, зависат ИПА фондови, зависи помош Европска унија, зависи Македонија има со прва фаза на договор за стабилизација и асоциација без даночно на пласирање на производи, има слободен пласман на производи на 500 милионски пазар од Европска унија, значи имаме многу поволности кои реално ги користиме и во моментот. А кои со натамошниот прогрес на Македонија се зголемува така натаму да почнеме преговори уште по големи права би имале во рамки на Европската унија. Зборам за трговски, она што нас не тангира како народ, реално што не допира. Кога ќе се создаде таков проблем кој за среќа они не можат толку да го вивнат во небо за да целосно ни го загрози нашиот евроинтеграцијски процес. До моментот дека не настане тоа, они ќе го прават и мислам дека го прават по нечија нарачка, знаеме кој има личен интерес за тоа Македонија да назадува. Они ќе го прават за да дојде негативен извештај. Ја мислам дека државата и владата ќе настојува да преговара, иако на почетокот ми беше чудно, токму за да докаже дека државата, која е предводена од една влада, има интерес само да напредува. И сега ќе се јават вакви чудни структури кои што ќе ти сакаат да направат хаос, и ти најлесно е да ги екстрахираш, да не знам, да направат нови избори, на нивните место да си влезат некои други партии, така натаму представници, тоа е лесно. Но тој проблем тогаш ќе се надуе, затоа и влагат 5 милиони евра за слобода на медиуми, за да создадат нови медиуми, затоа други амбасади на земји членки на Европска унија го прават, бризгуваат пари за да се пумпа опозицијата, популарноста и објавувањето на тие такви негативни случувања под наводи во Македонија, за да се даде слика целосна дека ова општество е катастрофално. Токму заради тоа нешто што се случило, тоа опозицијата бойкотира зашто изгубили избори. Иако е тоа не љути се човече, тоа не е ни шах, иако политиката не сите велат дека треба да биде шах. И они тој проблем го создаваат, а владата треба да преговара и треба да се обиде и најдобар решение да се најде начин да се вратат, не заради тоа што они, не знам, излегле, па влегле и си играат играри, него токму заради тоа да не се нанесува штета на државните интереси и непријателот да е задоволен. Ке може ли, што мислиш, твојата анализа на почетокот рече дека и покрај се во ова, и да не се вратат, а најавите се дека нема да се вратат и покрај се, дека извештајот нема да биде негативен за Македонија. Значи, денеска имавме тепачка во парламент, сега не де Боже ако не отиде до не знам каков екстрем ситуација. Немој, те молам, па тоа беше демократска... Добро. Размена на... Овој го гаѓаше со пенкало, овој му е опцо мајката, овој му врати и после... Ама имаше и боксо и шлаканеци. Па добро, сега, Таа структура така знае да ги расчисто работи. Но во однос на делувањето на СДСМ и извештајот што го велиш ти. Извештајот не може да зависи од еден таков потек кој го прави една партија со јасна цел. А тоа е да предизвика меѓународно внимание, еве готово, дајте ни негативни извештај и тогаш да се насочи цела негативна филинг, чувство од цела Европска унија према Македонија и тоаш да биде стварно реален проблем. Значи тогаш не може. Дали ќе сега, извештајот веќе нацрт верзијата е направена. Таа сега ќе се моделира до 8 октомври, мислам дека овој пат ќе биде објавувањето, не 16 како лани. До тогаш ќе се моделира, но генерално структурата веќе е позната и дека ќе има уште една препорака. Не може никогаш до сега не се случило, никогаш во историја на Европска унија да се повлече препорака за една земја. Дали например, а нема, извини, нема толку сериозна. Иако они се обидуваат овие да ја направат сериозно. Дали во нивните обиди на сериозност, несериозност ќе влијае например исклучувањето на нивни членови кои одлучија сепак да делуваат парламентарно,
а ги исклучија. Иако не се многу, нели, 2 членки на СДСМ и тоа ништо помалку значајни или угледни имиња се. Јас се обложувам дека ако има прифаќање на оставките, дека до наредните 20 на секоја листа у 6 изборни единици, дека најмалку според мене 20 ќе има пратеници од опозиција во парламентот. Не е тоа важно. Важно е што една партија, која што сепак слови како сериозна, тоа е СДСМ, која што била и на власт, а сега се уште е најголема опозицијска партија, дури еден пратеник да остане што не прифатил да се врати, е како сериозно. Може толку сериозно, ти сепак тоа е најголема партија, освоила околу 300.000 гласови. Значи, зад неа 300.000 луѓе останале, гласале. На крај, значи, можеме да заклучиме дека во даденава ситуација Македонија ја води најдобрата можна политика во оваа дадена ситуација. Во интерес на граѓаните. Во интерес на граѓаните, ти ги кажав примерите позитивни, ти го кажувам и ова преговарање со опозиција, па сега глумење, па барање техничка влада, што е преседан исто така. Не можеш да бараш техничка влада, а ти си поразен. Значи, кога да бараш службен резултат после изгубена утакмица, а немаш аргумент зашто. Да. Дури провери, во 2001 година не било техничка влада. Не, тоа беше широка коалиција. Широка коалиција. Широка коалиција. Така. Бобан, јас ти благодарам на гостувањето. Драго ми е што те видов. Драго ми е што ја запознав и ќерка ти. Супер е малата. Она си оспа убав дел. Да, си ја преспа емисијата, како што заслужувам. Тоа значи дека сме биле мирни така. Да, со тонот. Репризата може ќе ја гледаме. Сакам да те поздравам, сакам да те замолам, ако си во можности натаму за мене и за нашите гледачи, повторно да се вклучуваме кога ќе има интересни настани, интересни случувања за коментирање, бидејќи во вестите ти даваш многу концизно и кратко, ама секогаш има да се чуе и нешто посебно. Апсолутно, значи сум ти кажал и за тебе не само и ради наши пријателски односи, него стварно форматот на емисијата ми се допаѓа, лесно ми е, можам да се изразам, а имам потреба затоа што сепак, како што кажа, не може се да се собере во едно купче од 1 или 2 минути кога е во прилог и така натаму. Значи, стварно се извинувам ако од Skype звучам некогаш чудно, знаеме тие линии дека знаат да заматат некогаш и лик и глас и така натаму. Секој што е на располагање, прв пат сум овде во твој студио, многу ми беше драго и пријатно. Тоа е тоа, се најдобро на твоите гледачи, пријатен одмор кој да се и пријатна работна недела од 1 септември. Bon voyage, mon ami. Мерси боку. Тоа беше се за вечер, во почитувани гледачи. Се гледаме утре вечер. Лека ноќ и пријатно.